за урбаните вести. Добро дојдовте. Средните училишта во Скопје денеска добија прочистувачи за воздух. Ова е веста на денот, а во продолжение следува генералната најава. Останете со нас. Во 23 средни училишта во Скопје поставени 572 прочистувачи за воздух. Општина Газибаба и Дирекцијата за заштита и спасување започнаа акција за намалување на заканите од поплави. Засадени 15 јавори во општина Бутел. Мобилни шалтери на УЈП во Илинден утре и на 26 декември. Градот ќе ги наградува најубавите фотографии од Винтерленд. Наредната година буџетот на град Скопје ќе изнесува 6,5 милиарди денари. Според предлогот што денеска е на дневен ред на седница на Советот, градот планира инфраструктурни проекти, поддршка на локалниот економски развој и развојот на туризмот, како и изградба на паркови и зеленило. Наредната година буџетот на град Скопје ќе изнесува 6,5 милиарди денари. Според предлогот, градот планира инфраструктурни проекти, поддршка на локален економски развој и развој на туризмот, за изградба на паркови и зеленило. Во делот на урбанистичко и просторно планирање и уредување на градежно земјиште се планира износ од 192 милиони денари. За поддршка на локален економски развој и развој на туризмот 123 милиони денари. За одржување на комуналната инфраструктура се издвоени 630 милиони денари. За изградба на јавно осветлување 50 милиони денари. 900 милиони денари за изградба на патна инфраструктура. 102 милиони денари за управување со јавна чистота. За изградба на паркови и зеленило во Скопје се планираат 153 милиони денари, а за заштита на животната средина, вклучувајќи ги одржувањето на јавната чистота и одржувањето на паркови и зеленило, планирани се 254 милиони денари. За образование, култура и спорт се предвидени 345 милиони денари, за социјална заштита 102 милиони денари, за непречено функционирање на Советот и администрацијата и унапредување на нејзиното работење, планирани се средства во износ од 900 милиони денари и за функционирање за бригадата за противпожарна заштита 124 милиони денари. Градоначалникот Шилегов напомена дека се предвидени средства од буџетот на град Скопје за противпожарна станица, а не од блок дотации за набавка на опрема. Се предвидува набавка на 2 нови противпожарни возила и противпожарна скала од 60 метри која е неопходна, рече Шилегов. Сите средни училишта во Скопје денеска добија прочистувачи за воздух, како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Во 23 средни училишта во секоја училница ќе бидат поставени 572 прочистувачи за воздух. Средните училишта на град Скопје добија прочистувачи за воздух. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска во средното училиште на град Скопје Орце Николов истакна дека во 23 училишта во секоја училница ќе бидат поставени вкупно 572 прочистувачи на воздух. Тоа значи дека од денеска па натаму учениците ќе поминуваат барем 1/3 од денот во простории со прочистен воздух, особено важно во деновите на зголемено загадување на воздухот во градот. Вредноста на прочистувачите е околу 11 милиони денари. Во секоја училница под надлежност на градот Скопје, во секоја просторија каде што се средношколците, ќе биде опремена со најмодерните прочистувачи на воздух, едни од трите најдобри светски производители, и тоа го прави градот Скопје единствена единица на локална самоуправа или единствена институција, ако сакате, во Република Македонија, која што ги згрижува учениците на овој начин. Во повеќе од 1/3 од текот на денот учениците поминуваат во училиштата и барем ние како град се грижиме секое дете во таа третина од времето што го поминува во рамките на училиштата да може да има амбиентален чист воздух. Градоначалникот Шилегов додаде дека со оглед на тоа што ученичката популација е значајна за град Скопје, оваа година се реконструирани 11 средни училишта и тие добија енергетски ефикасни фасади, а во преостанатите училишта беше извршена санација на санитарните јазли, подови, врати, електрика и грејење онаму каде што беше потребно. За овие интервенции градот од буџетот издвои 60
10 милиони денари. Исто така, сите ученици од средните училишта на град Скопје од септември оваа година добија бесплатен автобуски превоз. Исто така, градот Скопје годинава започна и со адаптација на училиштата за лицата со телесна попреченост. Од летниот период до сега направени се тоалети за лица со посебни потреби во 7 средни училишта. Покрај тоалетите во секое училиште каде што постоеше соодветен простор, се одбележаа паркинг места за лица со посебни потреби. Адаптацијата на училиштата се одвива развојно, така што и во преостанатите училишта се работи на процедурите за адаптација на пристапноста. Градот Скопје во 2018 година во соработка со Агенцијата за вработување на Република Македонија и UNDP работно ангажираше вкупно 17 образовни асистенти во 9 средни училишта кои работат со учениците со посебни образовни потреби. Овие асистенти се припадници на некоја од социјално ранливите групи на население, вклучително и приматели на социјална помош, истакна градоначалникот Шилегов. Од денеска во општина Газибаба започна кампања за намалување на заканата од поплави и заштита од нив. Преку предавања во училиштата, главниот акцент ќе биде ставен на младите. Кампањата за заштита од поплави ќе трае до април 2019 година. Општина Газибаба заедно со Дирекцијата за заштита и спасување започна акција за намалување на заканите од поплави. Целта е заеднички да се работи на едукација кај населението, а особено на младите, како да се спречат поплавите во ризичните области и кои се неопходните мерки кои треба да се привземат во состојба на поплава. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски рече дека изминатиот период биле преземени низа превентивни мерки за да не се повтори поплавата која во 2016 година однесе човечки жртви и направи голема материјална штета во неколку населени места во општина Газибаба. Општина Газибаба получена од водената стихија и од поплавите од 6 август 2016 година. Во изминатиот период презема низа превентивни мерки и активности во населените места Инџиково, Сингелич, Стајковци, Брњаници, Страчинци, Црешово, Виниче и Смилковци со цел да ги разреши суводолиците, речните корита и да ги очисти каналите. Откако станав градоначалник на општина Газибаба, преземавме превентивни мерки и активности за уредување на речните корита во делот на селото Страчинци и Страчинската река, Виничката река и Црешевската река. Потоа на површина од 3441 хектар површина на Скопска Црна Гора, општина Газибаба ги прогласи ерозивните подршји од прва категорија, каде што во идниот период ќе бидат пошумени и комплетно ќе бидат регулирани дождовните води. Изработена е и комплетна студија за решувањето на порените дождови на Скопска Црна Гора. Покрај ова е нарачено и техничко решение за нов ободен канал, кој што ќе треба да ги собере сите води од Скопска Црна Гора и да ги одведе во главниот ободен канал кој што се излива во реката Вардар. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Аднан Джафировски информира дека во оваа кампања се вклучени училиштата и учениците. Кампањата ќе трае до април 2019 година. Одлучивме заедно во наредниот период да ги посетиме сите општини заедно со градоначалниците на скопските општини и да таа кампања заедно да ја водиме во училиштата. За таа цел Дирекцијата за заштита и спасување има приготвено 2 краткометражни филмови за прикажување на најмладата популација како да се заштитат во случај на одредени опасности. Тоа ќе трае, оваа кампања ќе трае се до април, а понатаму имаме и приготвено и други сценарија каде што ќе продолжиме заедно со локалната самоуправа широм нашата земја да ја спроведуваме оваа кампања. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски повика и на соработка од страна на граѓаните, потенцирајќи дека е многу важно да не се фрла ѓубре во речните корита или канали и да не се преградуваат водотеците за да се прават акумулации на вода во летниот период. Акцијата за засадување на дрва продолжува во општина Бутал, а денеска градоначалникот Велимир Смилевски засади 15 јавори, а со оваа втора група садници вкупниот број изнесува 20 ново засадени листопадни дрва.
Во општина Бутел продолжува акцијата за засадување на дрва. Денеска во населбата Расадник во општина Бутел, градоначалникот Велимир Смилевски засади 15 јавори. Станува збор за неоплеменето место кое се наоѓа помеѓу улицата Бутелска и оградата на Расадникот од неговиот влез кон мостот на Серава кон населбата Радишани. Како што истакна градоначалникот Смилевски, со оваа втора група насадници, вкупниот број изнесува 20 ново насадени листопадни дрва. Се надевам дека и во наредните не само недели, месеци ќе ја задржиме навиката за садење на садници со оглед на проблемите кои што ги имаме во град Скопје и пошироко, значи во републиката. Општина Бутел, одговорна општина, ќе сади најразлични дрва за да помогнеме околу прочистувањето на воздухот во... Градоначалникот Смилевски додаде дека засадувањето на дрвцата ќе продолжи и во наредниот период, односно во општината постојано ќе се засадуваат нови садници во текот на следните месеци, додека има услови за садење, со цел да се раззелени општината, а жителите на Бутел да добијат почист воздух. Во Газибаба нема да се гради објект за преработка на тешка загадувачка индустрија. Ова е официјалниот став на општина Газибаба, кој денеска за прва Скопска го изјави градоначалникот на општината Борис Георгиевски. На спорната парцела за која деновиве често се зборува во медиумите, ќе се градат логистички центри. Веќе подолго време во јавноста е актуелна темата за изградба на објект од тешка индустрија во кругот на Скопската железарница. Општина Газибаба го објави огласот за давање под долготраен закуп на 99 години на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, што се наоѓа во склоп на Скопската железара. Станува збор за огласена парцела со површина од 66.996 метри квадратни и со предвидена површина за градење од 46.897 метри квадратни. Како што потенцираат од иницијативата О2 на парцелата 1.6, ќе се гради објект со тешка и загадувачка индустрија со максимална развиена површина од 70.346 метри квадратни, кој што ќе има компатибилни класи на намена D1, D2, B4, V2, G2, G3 и G4, до 49% од вкупната површина на идниот објект. За тоа каков е ставот на општината, го прашавме градоначалникот, кој уверува дека во Газибаба нема да се гради објект за преработка на тешка загадувачка индустрија. Со сигурност ве убедувам и граѓаните и сите релевантни жители на општина Газибаба дека на тоа подрачје не е предвидена ниту тешка индустрија, ниту никаква топилница. Извадевме само компатибилни намени од G1 кој што е офатов таков, а ќе се градат намени од G2, G3 и G4 и B1, де намени кои што представуваат зелениново, управни згради и логистички центри. Значи, воопшто не станува збор за никаков фактор кој што дополнително ќе допринесе за делот на загадувањето на воздухот, уште помалку на самата околина. Огласот се уште трае, не сме завршили целата постапка, ги верувам дека нема време ниту за паника, ниту има потреба од било кој дополнителен дел, затоа што намената е таква каква што е утврдена со законот и ние ќе го направиме максимум да ја заштитиме околината и да изградиме капацитети кои што представуваат логистички центри, а не топилници или дополнителни фактори кои што ќе влијаат на човековата околина. Ова прашање предизвика јавна дебата на која присуствуваа представници од еколошки здруженија и советници на Советот на општина Газибаба. Иницијативата О2 потенцира дека останува отворена можноста за спречување дополнително загадување на животната средина, со повлекување на јавниот повик, со овозможување на советниците да гласаат по тоа прашање, но и враќање на повикот во комисијата која ќе го прекине повикот, преку негово отпевикување или поништување. Во општина Центар продолжува проектот Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов. Голем број од граѓаните се откажа од ваучерите за купување нов уред и од собраната сума. Колективниот постапувач Нула отпад заедно со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ донираше домакински уред фрижидер на социјално загрозено семејство. Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов е проектот на општина Центар и колективниот постапувач Нула отпад од Скопје, кој оваа година успешно го спроведува, а воедно доби и хуманитарен карактер.
Проектот за собирање отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата започна во 2016 година со акции во урбаните заедници. Истиот континуирано се спроведува трета година поред преку организиран систем за собирање на отпадот од домовите на граѓаните. Граѓаните се пријавуваат кај координаторите на урбаните заедници или на еколинијата 070-236-000, наведувајќи каков тип и колку отпад поседуваат, пошто колективниот постапувач го подигнува отпадот директно од домовите на граѓаните. Отпадот понатаму безбедно се пренесува до фирма рециклатор на понатамошна обработка. Секој граѓанин има право да добие ваучер од компанијата Техномаркет или може вредноста на ваучерот да ја донира за уред во социјално загрозено семејство. Досега на територија на општина Центар за 3 години откако се организира оваа акција, собрани се околу 40 тони отпад. Согласно иницијативата "Донеси стар уред и земи ваучер со попуст за нов", голем број од граѓаните се откажаа од ваучерите. Од собраната сума, колективниот постапувач нула отпад, заедно со градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ, донираше домаќински уред, фрижидер на социјално загрозено семејство. Зимските служби на општините Аеродром и Центар се активирани и подготвени да излезат на улиците во случај на поголеми снежни врнежи. Со оглед на најавите од метеоролозите за нови пообилни снежни врнежи, општините Аеродром и Центар потврдија дека зимската служба е активирана и подготвена за да излезе на улиците во случај на поголеми снежни врнежи. Од општина Центар информираат дека покрај зимската служба функционира и кризниот штаб со 2 големи специјални возила за расчистување на снег на големи улици и 3 помали возила соларки за чистење на тротоари и помали улици. Општината е подготвена да делува при поројни врнежи на дожд и снег, информираат од општина Центар. Додека општина Аеродром информира дека за предстојната зима располага со 50 тони сол и 2 сопствени возила за зимско одржување на улиците. Како што информираат од таму, за дополнително расчистување на улиците, тротоарите, автобуските постојки и приодите до училиштата и градинките ќе бидат ангажирани и сезонските работници. Со цел да им се излезе во пресрет на барањата на граѓаните за регистрација во даночниот систем на УЈП на 18 декември, утре и на 26 декември во среда во периодот од 10 до 14 часот до зградата на општина Илинден ќе биде отворен мобилен шалтер на управата за јавни приходи. Со цел да им се излезе во пресрет на барањата на граѓаните за регистрација во даночниот систем на УЈП на 18 декември во вторник и на 26 декември среда до зградата на општина Илинден ќе биде отворен мобилен шалтер на управата за јавни приходи. Во периодот од 10 до 14 часот граѓаните ќе можат да се регистрираат за новиот концепт на годишна даночна пријава, што ќе почне да се применува од 1 јануари идната година. Граѓаните имаат обврска до крајот на годината да се регистрираат во системот на е-персонален данок со цел управата за јавни приходи да може да ја достави пополнитата годишна даночна пријава на увид на граѓаните. УЈП од 1 јануари до 30 април 2019 година на граѓаните ќе им испраќа пополната годишна даночна пријава. До крајот на мај наредната година граѓаните ќе имаат можност да ја потврдат или да ја коригираат пријавата. Со тоа ќе имаат контрола на уплаќањата или евентуалната злоупотреба на нивните податоци. Од управата за јавни приходи апелираат до граѓаните кои не ја завршиле законската обврска да не го чекаат последниот ден за да го сторат тоа, со цел да се избегнат турканиците на шалтерите. Град Скопје објави конкурс за откуп на фотографии на тема Винтерленд во Скопје. Најдобрите фотографии ќе бидат откупени за 6.000, 4.000 и 2.000 денари. Сите доставени фотографии ќе бидат изложени на мини изложба организирана на Винтерленд во почетокот на 2019 година. Град Скопје објави конкурс за откуп на фотографии на тема Винтерленд во Скопје. Фотографиите треба да бидат изработени од аматер фотограф во дигитален формат со висока резолуција. Од фотографиите се очекува да се долови новогодишната атмосфера. Како што информираат од градот, откупени ќе бидат 3 фотографии за цена од 6, 4 и 2.000 денари. Сите доставени фотографии ќе бидат изложени на мини изложба организирана на Винтерленд во почетокот на 2019 година.
Изборот на фотографиите ќе го изврши комисија формирана од град Скопје, според критериумите утврдени во конкурсот. Фотографиите треба да се достават на CD во архивата на град Скопје или по пошта во секторот за локален економски развој со назнака за конкурсот за откуп на фотографии. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека делови од општините Сарај и Киселавода утре ќе останат без електрична енергија. Заради технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре без електрична енергија ќе останат делови од општините Сарај и Киселавода во периодот од 9:30 до 14 часот и 30 минути. Без струја ќе бидат делови од село Рашче во општина Сарај, а од 13 до 14 часот без струја ќе биде дел од улицата Народни херои, броевите 19, 21 и 23, како и улицата Никола Добровик и основното училиште Кирил Печиновиќ во општина Киселавода. Прекин во снабдувањето со електрична енергија во периодот од 8:30 до 15 часот ќе имаат и корисниците од улицата Пушкинова број 6 во општина Киселавода и од 9 до 13 часот струја ќе нема во село Љубин во општина Сарај. Времето денеска беше облачно и студено со температура до 1 степен. Слично време со температура до 1 степен не очекува и утре. Во среда температурата ќе го достигне 2 степен, во четврток ќе се спушти на 0, а во петок има мало покачување до 3 степен. Ова беше и последната информација за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации следите на нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.